Здраво, дечки! Ова позади мене е Фроги, веќе го запознавте во 100-та јубилејна епизода, кај што се пофалив дека си купив Порше и уште тогаш ви најавив дека ќе има серијал сега, кај што ќе објаснувам што значи да си има едно Порше во поглед на сервис, во поглед на одржување, колку сето тоа ме кошта и кои се дефектите кои што може да искочат. Сега да ги видиме нив. Ајде вака, да започнем колку ме кошташе Фроги. Го платив 8.000 евра, што за некого е многу, за некого е малку, односно ако гледаме во поглед на препродажба е многу, ако гледаме во поглед на колку е квалитетно сочуван и колку е во добра состојба, тогаш е многу малку, бидејќи реално ова е многу сочувана верзија на Фроги и искрено тој го барав да е сочувана верзија кој што да, ќе имам одредени трошоци, да, имав одредени трошоци кои што скапо ме кошта, но сакав да биде едно квалитетно возило кој што долго ќе ми трае. И кои се првите работи кои што ги направи веднаш, само што го земав. Нормално застанано бензинска, бидејќи троши како лудо. Му треба цистерна позади да закачам, бидејќи троши 20-21 литро во летен период, во зимниот период 24 скоро. Тоа е многу голема потрошувачка. Нормално се наточи. Да, како што спомнав и во претходната епизода, има и плински уред и тука оставам на вас дали да се извади, дали да не се извади, да ми пишете во коментар како совет, бидејќи искрено плинскиот уред, сум за плински уред, но тука сметам дека не му е добар и можеби е лошо поставен бидејќи веќе одредени проблеми ги имав. Друга работа што веднаш ја направив беше регистрација. Бидејќи беше нерегистриран кога го купив, платив 25.000 денари. Мислам, тука веќе гледате листата само на трошоци кои што ќе се дополнуваат, 25.000 денари со се зелен картон и кој ќе видиме во поглед на кубикажата, бидејќи 3200 кубика V6, мислам не е класичен V6, VR6 мотор, тоа се повторна 6 клипа, да, се во поглед на V, но не е по тој агол, мислам, веќе тоа го знаете. Друга работа, покрај тој трошок, беа гумите, бидејќи кога го гледав за купување од автобанда, приметив дека гумите од внатрешна страна, иако шарата беше супер, иако годината беше одлична, еве, тука ми е еден апел дека треба да купите квалитетни гуми, а не само да платите нова гума која што нема квалитет. Гумите од внатрешна страна, мислам веќе гледате на сликите на видеата, беа целосно испукани и јас можев да видам огромни вулкави дупки, можев да видам во гумата и да видам низ неа што се случува со сите тие жици внатрешно ги има и беше тотално небезбедно за возење. Затоа веднаш купив 4 нови гуми, поставив зимски гуми, бидејќи го купив во октомври месец. Земав дженералки, што стварно јас сум презадоволен од гумиве. Инаку вози 275-40 20 и тука го дознав првиот момент за Фроги, а тоа е следново. Дека, мислам, ние сите знаеме дека Порше имат различни бандажи напред и позади, имат различни гуми напред и позади, но според димензијата кој видовме дека носи 275-40 20 и 275-40 20 и позади, што беше малце нелогично за мотоцентар, бидејќи таму ги купив гумите, бидејќи знаат дека Порше имат различни гуми. Но, она што после тоа го приметивме дека усади цолажата напред и позади е различна. Односно, напред ако можете видите дека е сосема рамен бандажот, а на задната страна има веќе одредено вдлабнатување и тука гумата е поистегната. Односно, ова е првата генерација на Порше каде што ги има се уште истата димензија и напред и позади, но ради таа цолажа, ради тоа вдлабнатување на бандажот, гумата е поистегната. Затоа внимавајте, ако нели гледате вакво возило да купите, внимавајте на гумите кои ќе ги поставите позади, да имате се уште штитници на бандажот и плюс да не се преоптегнатни, односно да најдете соодветната мерка. Друга работа, инаку гумите, пред да продолжам, гумите ме кошта релативно многу ефтино, бидејќи ми направија екстра попуст. И сад нема да кажам екстра попустот, бидејќи тоа е ради RPM и ради соработката што имам, но морам да кажам дека една ваква гума кошта многу скапо. Една гума чини од 15 до 20.000 денари. Една пута 4, трошоците продолжуваат тука. Друга работа која што ја земав
Беа светла, бидејќи Фроги беше ќорав, ама баш беше ќорав. Ксенонот едниот трепкаше, другиот не работеше и мораше да се смени. И не само ксенонот, туку мораше да се сменат и сите пропратни сјалички внатре и тоа кошта. Верувате ми, квалитетно светло, оригинално кошта. Немојте се лажете дека можете да купите кинески и тоа да трае долго, бидејќи брзо ќе изгорат. Му поставив осрам, оригинални, по број, како што си ги бара и само осрамот, ксенонот, чинеше 12.000 денари. Мислам и тоа го најдов со попуст, пак ќе кажам тоа ради RPM и сите соработки што јас ги имам. Реалната цена, редовната цена е околу 12.000 денари, плюс сите други сјалички дополнително, да кажем уште 2.000 денари плюс. Многу, 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 многу скапо, што на сам ден, значи на сам ден јас више бам на 1000 евра си ги дадов. Друга работа што веднаш ја направив, нормално го однесов на диагностика да се провери тотално се и сите грешки кои што ги појавуваше, да ги провериме што значат тие. Диагностиката, тогаш во тој момент го немав Карли и се уште го чекав да пристигне од Германија дури да дојде до тука. Морав да го однесам на диагностичар, диагностиката кажуваше еден проблем. Односно дека некој сензор бил сменет, кој што не бил париран со компјутерот и цело време даваше таа грешка. Веднаш се избриша, веднаш се постави со број на шасија, се што требаше се направи и веднаш променивме моторче на вратата централната, бидејќи едната задна врата не функционираше со клучот. Тоа кошташе со проверката заедно 4.000 денари. Прва работа што приметив при купување кај Фроги, бев спремен, мислев дека бев спремен да ги поправам и да ги платам сите тие трошоци, се следни работи. Прва работа, тресење. Тресењето се појави од 80 км, 100, 120, веќе како се зголемува брзината, така се зголемуваше тресењето и внатре беше тотално неиздржливо. Мислам дека ќе истресав камен од бубрек. И тука се случи првиот муавет, класичен препродавачки муавет. Еј брат, не е налегната карданската гума, нова е, не се секирај, ќе налегне, провози го, ќе биде се окей. Важи, карданска гума се штрафи, да, таа е гума, но се штрафи, се стега и ако не се намести уште на старт или ако не е кој што треба наместена или направена, нема да налегне. И тука мислам дека ќе продам само со карданска гума, ама во наредниот серијал, во наредните два серијали ќе видите ствари до што стануваше точно зборот. Друга работа што приметив беше сувозачкиот прозор, како што кажав и во претходното видео, сувозачкиот прозор не се отвараше и не се ни затвараше, бидејќи селата е скината, села како села не е скапа, 200 денари чини, ама скапа е работната рака за да се отвори вратата, бидејќи треба да се отвори во два дела. Една врата инаку тежи тука до 30 кила, што е многу, бидејќи се отвара во два дела, треба да се изат многу компоненти, да се вратат многу компоненти, само таа работна рака чини 100 евра. Друга работа е екранот од инфозабавниот систем, кој што да, има Bose озвучување, да, има навигација вградена, многу богата опрема, ама екранот им е слаба мана на оваа генерација, па и поновите генерации на Cayenne и не функционира. Сега доаѓаме до посериозните и потешките проблеми. Непалење, сецкање. И веќе од тука почнуваат одредени проблеми. После неколку одлични, ама стварно одлични месеци на дружење со Фроги, настанаа тие проблеми. Односно, прво го приметив сецкањето, мислев дека до лошо гориво, ставав стотки, ставав и подовар и експериментирав со плинот, дали е од една до друга бензинска, да, има разлика од бензинска до бензинска, не само за плин и за гориво, ама не се промени ништо, сецкањето си остана, проблемот со непалењето си остана, особено се случуваше првично на поладни и пониски температури да има потешкоти со палењето. После тоа се повеќе и повеќе и повеќе и повеќе до одреден момент кај што не сакаше воопшто да запали. Ќе запали, брр, пуп, ќе изгаси, пак брр, пуп, ќе гаси. И не сакаше никако да запали. И од тука ми започна целата агонија. Дали сгрешив со Фроги, бидејќи не палеше, експериментиравме со делови, експериментиравме со мајстори и тука ќе кажам една работа. Не се лутам на ниту еден мајстор. Не сгреши. Бидејќи прва работа што приметив кај Фроги, кога ќе настанат некои посериозни дефекти,
ретко кој сервис сака да го прими. Ретко кој сервис, бидејќи не се стручни доволно кај нас, не сите, како што видовте, Autodoc Premium се фантастични луѓе, експерти за оваа групација, не само за фроги, цела групација на Volkswagen се експерти за нив. Да не ги фалам сега, ќе видите во наредната епизода, но отидовме на еден мајстор не одбил, отидовме на друг не одбил, трет, четврт, пети, шести, на крај Фроги си остана 5 месеци дома. 5 месеци дома. Едни кажуваат една работа, други кажуваат друга работа, трети кажуваат трета работа. Најчестиот проблем кој што се спомнуваше и со диагностика и со се беше бензински пумпи. Отидов во Porsche Македонија. By the way, ни во Porsche Македонија не сака да го примат, бил многу стар. Не можам да го разберам тоа, но тоа е дискусија за друг пат. Купивме пумпи во Porsche Македонија, ги нудеа, пазете ова, ги нудеа 1000 евра една пумпа. Една пумпа. Реков ова не е возможно, бидејќи има две пумпи Фроги, има два резервари, две пумпи. Со мало истражување ги најдовме истите оригинални пумпи, истите оригинални, не зборам за друга фирма која што нели не е ОМ, истите оригинални пумпи ги најдовме за 100 евра. Листата продолжува. 100 евра една пумпа, ние ги купивме две. Искочи дека има два различни типа. И двете пумпи беа утнати, што значи нови две пумпи. Ги поставивме пумпите, искочи као оригиналните пумпи се совршени, немаат никаков проблем. Ги трнавме пумпите. Искочи проблем во сензорна радилица, сензор за притисок на воздух во резерварот на горивото, сите беа по 2 до 3000 денари, оригинални Bosch. Ги ставивме, Фроги неќе да запали. Истиот проблем. И од тука веќе почнав да мислам да се откажувам. Наредната епизода е што ќе се случи после тие 5 месеци.